Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имејл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Председателката на Република Македонија Гордана Силјановска-Давкова, која беше во Њујорк по повод 80-те години на Обединетите нации, имаше повеќе средби, разговори, учествуваше на конференции и собири, а се обрати и одговорницата на Светската организација. При тоа порача дека сакаме членство во Европската Унија, ама без дополнителни услови и уцени, и со зачувано национално достоинство. Македонија се чувствува како дел од европското семејство, ама веќе 20 години патот кон Европската Унија ни е постојано попречуван, но не врз основа на објективни критериуми, туку поради разни националистички причини. Најновиот услов за да ги почнеме преговорите за членство во Унијата е повторно наметнатата уцена да го промениме уставот, а во договорот за пријателство со Бугарија, рече Силјановска, нема никаде, оти требало да се прават уставни измени и да бидат пишани бугари во него. Та нели Европската Унија се обврзува да ги почитува културата, јазикот, националниот идентитет, па како е тогаш можно од нас да се бара со соседи да преговараме и разговараме за вакви толку важни прашања, рече меѓу другото одговорницата на Генералното собрание на Обединетите нации, председателката Силјановска, на која преседавачот соседницата и се заблагодари како на преседател на Република Македонија, ама не со Северна. Претходно Силјановска имаше средба со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш. На одбележувањето пак на 30 годишнината од воспоставувањето дипломатски односи со Соединетите американски држави, председателката Силјановска им вети на нашите иселеници дека ќе формира совет за иселеништво, за да бидат почести контактите. Како што рече, должни сме кон вас, ветувајќи, оти ке стори се да бидеме заедно и кога сме одвоени. Председателката Силјановска е и меѓу нашите во Детроит. Со уште еден нов прекрасен духовен храм е збогатена Македонската православна црква Охридска архиепископија. Во центарот на Скопје в недела ќе биде осветена црквата Свети Константин и Елена. Осветувањето ќе го изврши неговото блаженство архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан, во сослужение со повеќе архиереи на нашата црква. Во 5 манастири во Македонија со најсовремена опрема се снима и испитува земјата под и околу овие храмови, за да се утврди точно колку стотици години постои ова богато културно-духовно наследство. Се истражуваат манастирите во Трескавец и Зрзе Прилепско, манастирот Свети Димитрија во Маријово, потоа Плаошник во Охрид и Свети Ѓорги во Курбиново Преспа. Станува збор за 2-годишен проект на Институтот за старомакедонска култура во Прилеп, а во соработка со Универзитетот Кал Поли во Калифорнија. Стручнаците од Калифорнија рекоа дека се фасцинирани од тоа, што манастирите кај нас се изградени врз многу постари темели. Сдруженијата на македонците од Егејскиот дел на Македонија викендов организираат народен собир во Катланово Скопско по повод 76 години од завршувањето на граѓанската војна во Грција, кога беа прогонети или принудени да ги напуштат родните огништа околу 28.000 дечиња и околу 40.000 возрастни, кои се раселени насекаде во светот. Во понеделник почнува кампањата на предизборниот мегдан. Во Република Македонија има вкупно 1.832.415 лица
запишани во избирачкиот список за гласањето за градоначалници и советници во 80 општини и градот Скопје. Од оваа бројка 112.000 се со времен престој во странство, па во изводите на избирачкиот список се запишани 1.717.800 избирачи. Потврдени се 303 листи за градоначалници и 588 листи за членови на советите на општините во земјава. На избирачкото ливче ВМРО-ДПМН ќе биде под број 9, а СДСМ под број 5. Според една најнова анкета, за ВМРО-ДПМН се изјасниле 28, а за СДСМ околу 5%. Продолжуваме со вестите. Владата е стабилна и е посветена на развојот на Македонија, на реформите за да се отвори патот кон Европската Унија, па меѓу приоритетите, според премиерот Христијан Мицкоски, се економската стабилизација, инвестициите, владењето на правото, забрзувањето на градежништвото, развојот на туризмот и земјоделството, потоа зголемување на извозот и така натаму. Предвремени парламентарни избори немало да има, туку се работи да се исполнат дадените ветувања, укажа премиерот Христијан Мицкоски. Според Државниот завод за статистика, во 2023 година, например, 22% од луѓето кај нас биле сиромашни. Најпогодени групи биле од 18 до 64 години. Жените биле посиромашни од мажите, а процентот кај пензионерите кои го крпарат месецот е над 11%. Мешовитата Македонско-бугарска историска комисија овие дена во Софија ја одржала 37-та средба. Од македонска страна во комисијата била представена новата реалност во историското образование во нашава земја, а бугарите го доставиле новиот учебник по историја за 7 оделение. По прашањето за можни заеднички чествувања, бугарската страна барала заеднички да се славеле одредени личности. Од испореднивно мислење сме имале и заедничка историја, додека од македонскиот тим се инсистирало заеднички да се одбележи крајот на Втората светска војна, како символ на победата на доброто на злото. И по оваа тема дошле до израз различните толкувања и позиции на двете страни. И во најновиот извештај објавен во Страсбург се нагласува дека во областа на човековите права на малцинствата се уште се отворени проблемите поврзани со непризнаеното македонско малцинство и неизвршување од Софија на пресудите на Европскиот суд за човекови права во корис на македонците во Бугарија. Според одделни дипломатски извори, италијанската премиерка Џорџа Мелони се очекувало да се приклучи во процесот на приближувањето на ставовите во доста заладените односи меѓу Македонија и Бугарија, се со цел да се изнајде начин да се надмине проблемот кој го фабрикува Софија и го блокира почетокот на преговорите за членство на Македонија во Европската Унија. Останките од големиот македонски револуционер и стратег јунакот Гоце Делчев, експерти велат дека биле поделени меѓу Баница во егејскиот дел на Македонија и Скопје, и дека не биле сите во црквата Свети Спас во македонскиот главен град, каде што се донесени во 1946 година и е вечното почивалиште на македонскиот син Делчев. Следи блокот информации на повеќе теми. Во текот на мандатот на оваа влада ќе се изградат универзалната сала во Скопје, која пред неколку години пожар ја проголта. Исто така ќе се заврши изградбата на театарот во Струмица, потоа на Драмскиот театар и на Турскиот театар во Скопје. Ќе почне заштитата на споменикот Македониум во Крушево, символот на македонската борба и историја. Во Битола веќе се средува поранешното кино Партизан, а во Гевгелија целосно ќе се обнови старата чаршија. По 7 години заклучени врати се обнови комплексот Македонско село над Скопје, додека музејот на вода во Охрид, кој беше запуштен и заборавен, е обновен и му е вратен стариот сјај. Суди и обвинители барале 260 милиони евра плати годишно, а дали може Републикава да одвои 2 пати повеќе од некои поразвиени земји на Европската Унија? За тоа нека суди народот, рече премиерот Христијан Мицкоски, укажувајќи оти ке се зголемеле платите на службениците на службите во судови и обвинителства. После изборите во општините власта ќе ги пронајдела сите правни можности и механизми, без разлика какви да биле критиките,
за да имаме обвинители кои ќе обвинуваат, а судии кои ќе судат по закон и устав. Се бара акција и од институции, но и од жители на Преспа, за здрава средина и здрав живот во една од најубавите природни околини во Република Македонија. Климатските промени и човечкиот фактор го намалуваат водосојот на езерото и живиот свет во него, а сето тоа влијае и на здравието и на животната средина. За 6 месеци во Македонија имало околу 2000 пожари, приведени биле 56 лица, а 32 добиле кривични пријави, бидејќи најголем број од пожарите биле запалени од пиромани и надлежните преземаат мерки да се расчиста случаите и да се откријат мотивите и причините зошто се подметнуваат пожари. Притворени се 30 дена 12 лица, а во куќен притвор се уште тројца од групата која пустошела шуми, злоупотребувајќи ја службената положба и овластувањата заради давање и земање рушвет. Годинава некои вработени, меѓу кои полицаец, формирале група и опустошиле 6000 хектари дрва собственост на предпријатието Национални шуми во Малешевскиот крај. Дрвата биле продавани како да се законски исечени, но заради богатење на тие кои биле надлежни да ја штитат шумата, а не да ја парчосуваат. Земјотресојачин од 5 степени бил почувствуван близу Светагора на Халкидики во Беломорска Македонија, кој со интензитет од 3 степени е почувствуван во југоисточните делови на нашава земја. А повеќе од половина век оваа популарна радиопрограма Оромакедонско се емитува на северноамериканскиот континент, а се слуша и надалеку во светот, афирмирајќи ги македонското име, јазик, минато, сегашност, музика и вистина. Оваа голема мисија на Оромакедонско продолжува благодарение на поддршката и разбирањето, како и на добрата воља од Алек и Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони. Па вие секогаш кога сакате да купите камион нов или постар, побарајте ги Алек и Димитар. Најуспешниот македонски возач Игор Ивановски Идже е трет на европскиот шампион творицки патеки. Тој направил вистинско шоу за публиката на последната трка, на кој имал поддршка и од многу македонци. Идже изјави дека третото место во групата 1 е голем успех за него и за своја Македонија. Македонскиот ансамбл за народни игри и песни танец со импресивен концерт во Хрватска ја почна балканската турнеја. Еве тоа беше изборот на информациите за ова јавување од овде од наша Македонија. На сите вас, драги слушатели и пријатели, драги брајке и сестри, ценети наши македонци, почитуван колега, уредниче и водител, Бошко Рајчовски Пелистерски, ви посакувам да имате добро здравје, добра мисла, убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Драги слушатели, денес една моја пријателка ми рече: Бошко, денес кога зборуваш со мене, од очите ти зрачи светлина, а од устата ти извира топлина. Точно така има и зошто. Минатата недела на патрониот празник Света Богородица Голема постанав кум при нашата црква Света Богородица во Стелни Хајц. Најпрво изразувам благодарност до претходниот кум Робе Стефановски од село Рогачево, кој честно, достојно ми го предаде кумството. Обиќавам во наредната година достојно ќе го обавувам кумството и не само за мојата фамилија, за вашата фамилија, за сите председатели, тоест 50 кумови, за сите вас, ценети верници, ќе се молам за здравје на вас и вашите фамилии.
Би сакал да кажам неколку збора за кумот Роберт Стефановски, со кој имаме неколку исти склучување, и тоа. Кумот Роберт беше единствен кум во Америка, Канада, Австралија, Европа и Македонија, кој кумството го дарува со $50,000. Често, секоја година по 5, 10, 15 души седна даваат за кој да биде кум. Свештеникот Прота Ставрофор, отец Синиша, само што го заврши уводниот апел, рече кој сака да биде кум за 2026 година. Одеднаш, од височините на Пелистер, од каберите на светиот алтар на мајка Света Богородица, се случи еден многу познат, тој се слушна познат звонлив глас, а тоа беше поетскиот глас на мојата маленкост: за здравие на мојата фамилија подарувам $5,000. Следуваа аплаузи. Неколку минути следеа апели од отец Синиша. Дали има некој да даде повеќе, ќе почнам да бројам. $5,000 еднаш, $5,000 два пати, $5,000 два и пол и $5,000 три пати. Честито. Кум за 2026 година е нашиот брат Бошко Рајчовски Пелистерски, водител на Оро Македонско. Значи, кумот Роберт беше лани прв со $50,000, а јас прв што никој не ми го омаловажи мојот дар. И уште нешто со кумот Роберт имаме сличност, што браковите не ни останаја долго, ама Господ ни дарува здравие и љубов. Моите драги пријатели Раско и Лупчо ми рекоа: честито, ти заслужуваш да бидеш кум, ти си првиот иницијатор на оваа Божјо дело. Од скромност, драги слушатели, досега никогаш не сум го изустил. Си реков, правам се, Господ гледа. Само едно ќе кажам и ќе застанам. А вие дадете си свој коментар. Нема двајца во иста секунда, минута да мислат исто. Како што во светот нема двајца исти луѓе, нема исти лисија и се што е природно не може да биде исто. Не ми е мака што работев, се трудев, работев за својот народ. Сите работевме, на сите управи голем труд ложивте, посебно благодарност до денешната управа. Многу младина донесе, ниједна црква нема толку посетеност како Детројт. Благодарност до свештениците кои ги имаше околу 10 во изминатите години, начело со нашиот духовен татко, владиката Господ Методи. Уште една голема желба не ми се оствари. Не само детројтските верници, туку верниците, односно македонците на македонско-американската канадска епархија заслужуваат да се здобијат со една монографија од црковниот живот за изминатите 50 години. Остануваме во надеж дека ќе се реализира. Многу ме прашуваат како се роди црквата Света Богородица. Господ ја роди, ама требаше некој да ги прифати молитвите и благодетите од Господа. Беше тоа ноември месец 1974 година, кога Марк Браун од Виндзор беше на црковниот собор во Калишта, Македонија. Ме се јави, изразувајќи желба да се сретни со мене и со 3-4 души, отидовме во 300 стејкаус ресторан во Химтреми. Целта беше како да се организираме за иницијативен управен одбор. Во декември месец истата година отидовме 7 души во Халивуд Ин, во Виндзор и во присуство на владиката Кирил и Михаил, отец Борис Поповски, а од Детројт бевме мојата маленкост, Владо Пачеликовски, Джан Христов, Јандрија Митрович, Душко Синадиновски, Митри Босилковски и Славе Нивички.
За председател на ново иницијативен одбор беше предложен Владо Пашариковски, а Дедо Михаил за негов заменик го предложи Душко Сенадиновски. Ние македонците од Мичиган во изминатите 50 години градевме, учествувавме во градби на туги православни цркви, време е да си изградиме своја македонска црква. Од прилика така се роди првата македонска црква Света Богородица, после тоа се раѓаа цркви како печурки. Она што кажавме, направивме апелиравме до младината да го продолжи делото Божио. Само црквата може да ја зачува верата, нацијата и македонскиот ентитет. Како кум на Македонската православна црква Света Богородица Остерни Хајц, обеќавам достојно, често ќе го носам овој доверен чин и честно ќе го предадам на идните кумови. Посебно оваа година сум пресреќен кога го одбележував мојот 80-ти роден ден и 55 години од постојањето на Оро Македонско. А осеќам празнина кон Република Македонија. Ја напишав оваа песна дете бев кога тргнав во тугина.
земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни долговите наши, како што и ми простеваме и ние на нашите должници. И не доведи во искушение, но избави не од лукавиот. Сега, драги брати и сестри, како што е редот, да го пренежеме кумскиот колач, приготвен од овогодинешните кумови Роберт Стевановски со неговото семејство. Потоа ќе го избереме и новиот кум за 2026 лето Господово. Ќе направиме молитва и за малите дечиња и за сите студенти што тргаат и тргнаа во школа, нели, последниве месеци, за благослов, за добра состојба и за напредок, нели, во училиштето и учењето, а потоа, нели, ќе се патиме во нашата сала, каде што, нели, има и свечен банкет.
председател Милан Чупетковски, секретар Исо Панчевски, Марија Николас. Нека е честито и на Бога. Благодаря. Исто така, драги брати и сестри, како што знаете, после ова имаме задесено да направиме молитва за благослов за нивната школска година, а најпрво што е и најпотребното по Бога да го изгледаме и кумот за 2026 година. Ланската година беше 50-та годишнина, дојде 50.000, сега може 51. Се шалам. Кој што милува и сака да исто така да биде кум за нашата света црква, може слободно, нашиот ред и традиција овде по лицитација, така и црквата расте и така и на црквата и се помага. 5.000. Бошко Рајчовски. 5.000. $5.000 Бошко Рајчовски дарува за кумството. Ајде да аплауз. $5.000 Бошко Рајчовски. Го носам за Флорида. Како? Го носам за Флорида. Не може. $5.000 Бошко Рајчовски. Ајде жо планинци, каде сте? За 2026 година. Може да почекам. $5.000 за Бошко Рајчовски торпат. $5.000 третпат. Честито и благодарно. А кој да не слика? Абат. Старите кумови. Congratulations, cool. Haydi hala. Čestito. Čestito. Иде да беа се првиот на 10. Возможно. $5.000, па се беше $500, сега $5.000. Нито до сега знаете што да наспе. Што има е повеќе, ама во првиот бер. Зато ти бена. Следува благослов за почетокот на школската учебна година.
teachers and professors, that they might find you to be the source of all truth through Jesus Christ our Lord. O Lord, teach your children to seek first your glory and honor. Guide them to preserve that is right. Grant them the courage to pursue it and grace to accomplish it. May the blessing of God, the Father Almighty, and the grace of your only begotten Son, our Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be upon us all, especially your children, for preparing to start the new school year, both now than ever. Благослови во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Се благословуваат и осветуваат овие крстови со оваа света вода во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Се благословуваат и осветуваат овие крстови со оваа света вода во името на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. И Господи Мајка Божја секогаш да не благословува во вечни векови. Амин. И при крајот на сите церемонии следува молитва за свечаниот ручек. Отче наш, ниже еси на небесје, да свјати се имја Твое, да приде царствие Твое, да буде воља Твоја јако на небеси и на земји. Хлеб наш насушни даш нам днес, и остави нам долги наши, ако и ми оставяем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас од лукавого. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниње и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Високо преосвештенейши владико, свјати благослови. Христе Боже, благослови градењето и пијето на Твоите чеда, зашто си свет сега и секогаш и во сите векови. Амин. Честита слава и за многу години. Амин. Љубов код приказна, љубев мома бела белбица. Како дојде така замина, како сенка, како цумица. Многу школки, малку бисери, многу луѓе, малку вистински. Туѓи зборој не променија, туги лаги не разделија. Еден корак, двајца влюбени, чише ден за друг судени. Злобни души, талги
sništani i zedoa, jedan korak, dvajica patnici, jedna ljubav bezbroj meraci, mesto nije da se svrši me, dve te vesla si gi skrših me. Barat mojte tamari, zvuk od kanončifte tamburi. Belo vino, belo makalo, belo kako lice nejzino. Komu сега da mu veruvam, i so kogo žal da spodelam. Eve suncot, zvezda zornica, a sproti mene prazna stolica. Jedan korak, dvajica vljubeni, činiše za drug sudeni. Zlobni duši dalgi krena, site sništani gi zedoa. Jedan korak, dvajica patnici, jedna ljubav bezbroj meraci. Mesto nije da se svrši me, dve te vesla si gi skršiv me, dve te vesla si gi skršiv me. Драги почитувани слушатели, Обединетата македонска диаспора од Вашингтон DC по повод 20 години од своето постоење организира гала банкет сабота 27 септембар во Мериот хотел во Ренесанс центар Детройт. Специјален гостин ќе биде председателката на Република Македонија Гордана Давкова Силјанова. На ова гала банка специјална благодарница ќе се додели на мисис Меријан Илич, прогласувајќи керка на Македонија. Од името на нашата радиопрограма Оро Македонско, на председателот на Обединетата македонска диаспора Мето Колоски и ми честитаме 20 годишнината од своето постоење на организацијата. Му благодараме за се што прави за Република Македонија и за нас македонците. Посебно сакаме да ја поздравиме председателката на Република Македонија Гордана Давкова Силјановска, која специјално дојде за овој свечен чин. Чест и задоволство ни причинува да ја поздравиме мисис Меријан Илич, која ја прими плакетата, прогласувајќи ја како керка на Македонија. Нашата радиопрограма чест има да и честита на мисис Меријан Илич, зашто со Little Caesar Pizza веќе 40 години се спонзори на Оро Македонско. Господ да ви даде добра сетнина и добро здравје на цела ваша фамилија, а на вашиот сопруг, мистер Майк и синот Ричард Илич, Бог да ги прости и вечна им памја. И на крај, драги слушатели, наискрени честитки по повод 20 годишнината на Обединетата македонска диаспора испраќаат и нашите спонзори без кои Оро Македонско не може да обстане и тоа. Little Caesar, Pizza и фамилијата Илич. Wilbur Kia Ford Car Dealer и менаџерот Менди Талевски. Алек и Димитар, партнери на двете компании Infinity Truck Sell и Truck Partner Company. Председател на Македонската алијанса Ѓорѓа Ѓорđ Атанасовски и Нјут Кинг Ѓорđ и заедно со братот Јосип. Колку близко е телефонот, толку близко е стариот крај ако патувате преку Mac International Travel Agency и Лили Марковиќ. Доктор Луј и доктор Кристофер Хацис од заболекарската организација во Стерлинг Хајтс. Погребалните куќи Менџи Funeral Home и Ворен Funeral Home. И на крајот Спиро Трајчевски, председател на First Development од Далас, Тексас, заедно со супругата Весна,
Сите заедно на Организацијата Обединената македонска диаспора честитаат 20 години од своето постоење и успех во понатамошната работа. The United Excellencies, ladies and gentlemen, 80 years ago, the United Nations rose from the ruins of the Second World War to prevent future wars and colonialism, uphold human rights, advance justice and international law. Its charter enshrined the sovereign equality of states. Its agencies strive to create a better world, building peace not only among nations, but also with nature. 80 years on, many of these achievements are unfortunately being undermined. The rule-based multilateral system is now fractured under the weight of growing multipolarity. Being increasingly paralyzed when most needed, the United Nations are drifting dangerously close to a League of Nations moment, to an old world order in which the strong do what they can and the weak suffer what they must. Macedonian citizens experienced some of these double standards from the first day of our UN membership in 1993. Yet, we believe that small countries should be the greatest supporters of effective multilateralism with a reformed and strong UN in its center. We adopted the Pact for the Future as a renewed global social contract because all parties share responsibility not just to uphold their rights, but also their duty to care for the system. This 80th anniversary is a wake-up call to reaffirm our commitment to the UN Charter and its rule-based international order. It is up to us whether the UN will meet the challenges and continue to build a future of peace, justice and progress on a healthy planet. Happy birthday, United Nations. Да кажем и тоа дека на гала банкет со председателката Гордана Силјановска, такситото што го носи беше земено од президент таксито кој се наоѓа на Холивуд и 12 мајла во Ворен. Ако го спомните Оро Македонско, ќе добиете намаление. Да кажем исто така дека црвено вино за вашите души дали имате за оваа зима. На Форстрит се наоѓа продавницата со грозје. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000. Гордана, смела жена, силна и честна, сега стои пред нас во историја нова. Со сонцето во окото, со срце како оган. Гордана, првата председателка, величествена. Гордана, првата жена председател. Светот се чуди, срцата на Македонија, нејзина младост. Гордана, со визија ке води наша земја. Гордана, председателко, ти си нашата кралица. Секој ден се бори, не одмора. Со мудрост и со сила, Гордана менува историја. Гордана, председателко, ти си наша кралица. Гордана, сонцето во нашата зора, првата жена председател горда. Во срцата на народот, водачка на новиот план.
звучи гласот на нејзина Македонија. Гордана силата на нејзиниот народ, сите заедно едно срце, една душа, со неа Македонија победа го слави. Gordana, the first in Macedonia, with wisdom and vision, she will lead our country. Gordana, President, you are queen every day. She fights, never resting with wisdom and strength. Gordana changes history. Gordana, the President, you are queen. Gordana, President, you are queen. Every day she fights, never resting with wisdom and strength. Gordana changes history. Gordana, President, you are queen. Gordana, the sun in our dawn, first female president, right in the heart of the people of Gordana, prva žena, predsjedatelj, svijet se čudi. Se zadana Makedonija, njezina slabost. Gordana, prva pravo Makedonija, su mudrosti, su vizija, gdje vodi naša zemlja. Gordana, prva predsjedateljka, istorija naša. Gloriosa venice spera, nesino tuo gesto. Aleksandar, carna Makedonija, što ja pokori Atina, Persija do Indija. Aleksandar, Aleksandar, svetovangel nebeski, naša ljubov, naša doba, car naš makedonski. Ја од сите најпаметен да го јадам. Па ме местат, вика, излези, спомни ги у публика, види кој седи, поздрави. Еве гледам кој седи у публика. Сакам да ги поздравам, страф ми е. Го гледам генерал Стојанче Ангелов, нозе ми се тресат. Нозе ми се тресат, шо да спомнам, бе? Башка, увек кога ќе го видам Стојанче Ангелов, паника ме фаќа, мислам криза има некоја. Мислам државава у криза е. И сега замисли ме разбере Стојанче Ангелов нешто погрешно, колку ствари има искршено, стане тука не шамар со глава, ме разбие колку керамида ми искрши овде. На лице место ме место, тој будала сум, не ти споминјам никој, бе. Будала, ја ке ги... Па вика, спомни и кажи, генерал Стојанче Ангелов со гранче гасеше пожар. Не ти споминјам, бе, будала. Ме утепа овде. Ништо кам ја. Ја од сите најпаметен да го јадам. Па ме местат, вика, излези, спомни. Сите нека зборат, животот е тоа. Од сите жени ти, срцевото зароби. Ти ги знаеш, моите мани, сите песни и кафани, светот има четири страни, а јас само една. Ти ги знаеш, моите мани, сите песни и кафани, светот има четири страни, а јас само една. Ти
Зидовите на градската цала 8 на голем графит од Петар Ивановски, кошаркарот на баскет Дино кој почина во трагедијата во Пулс. Граѓаните се воодушевени од овој потек и бараат тоа да се направи за сите и да уметниците апелираат. По еден графит и цртеж за сите, ќе собереме пари за боја, да не се повтори. Пеплосани животи, идеи, надежи и днини се само дел од коментарите. Денес во почани на зидовите на градската. Почитувани слушатели на македонската радиопрограма Оро Македонско од Детройт и Чикаго. Добар ден. Добар ден и на вас, господине Бошко Рајчевски-Пелистерски. За најновите случувања од Република Македонија, следете не во продолжение. Оно што мислам дека треба час поскоро да го направаме да го конституирам Советот за диаспора, за да може преку него континуирано да си ги регулираме односите, рече председателката Силјановска Давкова, обраќајќи се на нашинците кои присуствуваа на настанот по повод 30 годишнината од воспоставувањето дипломатски односи со САД. Должници сме кон вас и јас светувам дека се што можам ќе сторам за да ги интензивираме контактите и за да бидеме заедно, и тогаш кога сме одвоени, рече Силјановска Давкова. Секогаш ги молам граѓаните да не ги пренесуваат делбите и да не создаваат делби надвор. Затоа посакувам да останеме заедно, но и овде да останете заедно, оти секој има потреба од некој друг, рече председателката. Таа укажа дека прекрасно се чувствува зашто секогаш кога ќе дојде овде во оваа земја во која вели за да успеете навистина треба да имате знаење и интегритет. Што се однесува до 30 годишнината од воспоставувањето дипломатски односи со САД, таа рече дека посакува и во следните 30 години да продолжиме со стратешкото партнерство, бидејќи живееме во време-невреме и сиот дух треба да го прибереме, оти тоа е она што ќе го движи човештвото напред. На настанот присуствуваа и министрите за надворешни работи и за евроинтеграција Тимчо Муцунски и Орхан Муртезани, кои ја придружуваат председателката на работната посета во САД, како и представници на дипломатскиот кор и истакнати гости од јавниот и општествениот живот. Владата и сите институции доследно да се придржуваат кон определбата за безусловно почитување на јазичните, идентитетските, историските и културни особености на македонскиот народ, како елементи за кои не се преговара со Европската Унија, и дека Република Северна Македонија е подготвена да ги исполни обврските од преговарачката рамка со ЕУ, вклучувајќи ги уставните измени со јасна определба дека е тоа последната пречка, без прифаќање на нови барања или прашања од билатерален и идентитетски карактер. Ова се двете главни точки од резолуцијата за дефинирање заеднички позиции за продолжување на европскиот пат на државата, што денеска ја презентираше на брифинг со медиуми лидерот на СДСМ Венко Филипче. Имајќи предвид дека прашањата за јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ, како елементи за кои се веќе потврдени не се преговара, доколку во текот на преговорите за членство со Европската Унија, од страна на европски институции или било која држава членка не се отварат прашања со кои се проблематизира македонскиот јазик или било која друга идентитетско обележје, или доколку преговарачкиот процес се биде блокиран поради идентитетски прашања или барања кои се надвор од преговарачката рамка и не припаѓаат на копенхагенски критериуми за членство, тогаш со заедничко писмо председател на државата, собранието и владата имаат обврска да ги информираат сите европски институции, Европската комисија, председател на Европскиот совет, председател на Европскиот парламент, Еврокомесарот за проширување и високиот представник на ЕУ за надворешна политика и безбедност, дека е потребно безусловно почитување на јазичните, идентитетски, историски и културни особености, како елементи за кои не се преговара. Република Северна Македонија треба да има проактивен пристап за продолжување на преговорите со Европска Унија, бидејќи тоа е во наш интерес и во интерес на нашите граѓани. На тамошно чекање не ги подобрува нашите позиции, затоа е потребен ангажман на ниво на ЕУ за натамошните чекори во процесот и на ниво на координација за исполнување обврските од преговарачката рамка кај нас дома. Последниот артикол ставаме акцент на спроведувањето на реформската агенда. Владата и собранието се целосно посветени за спроведување на реформската агенда со максимален фокус на забрзување на реформите, зашто се препорачува ресорните министри на квартално ниво да реферираат пред Националниот сојуз за евроинтеграција и Комисијата за европски прашања за динамиката на носење на соодветни закони од ресорите согласно реформската агенда. Документот доаѓа со предлог закон за улогата на собранието во процесот на евроинтеграцијските преговори. Очекувам сите да бидат конструктивни и да не се злоупотребува за политички цели во предизборни кампањи, нагласи Филипче.
Сметам дека е крајно неодговорно да не се прави ништо на ова поле. Ако ние постигнеме национален консензус, никој нема да може да се бори со нас и да не запре, порача Филипче. Ние не ги игнорираме обврските што таа влада ги прифатила. За жал. Но исто така, не гледаме дека нашиот источен сосед прави нешто во насока на испорака на нивните обврски. И очекуваме исто така поробусна акција од страна на Европската комисија, Европската унија и кај нашиот источен сосед, односно кај нивниот партнер во рамките на европското семејство. Затоа што сме виделе во минатото многу пати дека кога се сакало, се можело. Ние имаме јасна позиција, гаранции, кои што ги спомена председателот на Европскиот совет, бидејќи македонскиот народ и граѓаните во Македонија, без разлика на етничката припадност, многу дадо во името на таа европски иднина на државата. Многу дадо, како ни еден друг народ во Европа. Сега да тргнеме и од 18 и 19 век па наома да анализираме. Сега веќе да не зборуваме. Последниот век. Без такви гаранции на памет не ми паѓа да размислувам за било какви уставни измени. Второ, што со македонците од другата страна на таа граница? Што со нив? Ке се откажуваме или секогаш како влади од македонскиот народ во соседството и на секаде во светот? Тоа јас нема да го направам. Никогаш. А треба само едноставно да се применат пресудите од Страсбург. Ништо поише не треба да прават. Тоа е меѓународно право, Бугарија е потписник на тие конвенции. Само треба да го применат она кое што го донел Европскиот суд за човекови права во Страсбург. И јасно држање до резолуцијата од јули 2022 година, која што ја гласаше парламентот заеднички со 95 гласа. Нема ништо друго не бараме. Ова е тоа што го бараме. Ова се све факти. Кога ќе видиме подготвено со другата страна и ние сме подготвени да седнеме и да разговараме. А за оваа резолуција тоа малку што имаме да окажеме, ќе окажеме после изборите. Во 2023 година стапката на сиромаштија во Македонија изнесувала 2,2%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Анализирано по типови домаќинства, стапката на сиромаштија на домаќинствата составени од двајца возрастни со две издржувани деца во 2023 е 17,8%. Според најфреквентниот статус на економската активност, стапката на сиромашни вработени лица е 8,4%, додека стапката на сиромашни пензионери е 11,3%. Коефициентот на Джини, мерка за нееднаквоста во распределбата на приходите, изнесува 30,3%. Врз основа на податоците од анкетата за приходите и условите за живење, која се спроведува во согласно со препораките на Европската унија, Државниот завод за статистика ги пресмета лајкенските индикатори за сиромаштија за 2023. Основа за пресметките на сиромаштијата се приходите, а прагот на сиромаштија е дефиниран на 60% од медијалниот еквивалентен приход, додаваат од ДЗС. Ви благодариме на вашето внимание. Свој придонес за подготовка и реализација на овие вести даде господинот Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Дайте ми рок, да задувам во него, за да разбудам фалангата, да стани, да ја браним перијата. Дайте ми камбана, да ја затресам и да го разгледам секој незин звук, ширум селата и чрштината. Дайте ми гајда, да го надјачам пискотот на мајките, на паднатите војводи, за да се качат други синови на нивните коњи. Дайте ми тапан, да затропам појако од артилериските зрна и звукот на напалм бомбите, со кои на трапиците удират по нашите градови, села. Дайте ми зурли, дайте ми кавал, дайте ми било што. Ќе се снајдам некако и ќе дувам, тресам, пискам, тропам, свирам. Ако немам ништо, ќе викам се додека ме држи гласот. Ќе разбудувам, повикувам и известувам. Браќа, не нападнаа.
Дојдоа во нашите дворови, по нашата жетва, по нашите семејства, нашите синови и керки. Дојдоа по црквите и манастирите. Дојдоа по нашите подземни градови и рудните богатства. Дојдоа по нашите шуми, планини, ливади. Дојдоа по нашите реки, езера, води. Дојдоа по нашиот питом карактер, кој од Адама до денес го негуваме. Дојдоа и сакаат да не нема. И кога целово зло ќе замини, кога доволно ќе наквасиме со крв татковината, кога конечно сонцето ќе излезе од облаците, да научиме прво дека татковината служи за да се ора, чува, сака, гине за неа, затоа што го носиме и проклетството и дарот Божји да бидиме македонци. Четири жални вести. Во Охрид на 86 годишна возраст почина Драган Ристовски, родно му село Евла. На супругата и двете ќерки, а посебно на братот Митко и снајата Гордана, им изразуваме длабоко сочувство. На 54 годишна возраст почина Цвета Димовска од село Рогачево. Останаа да жалат сопругот Љубиша со синовите Мирослав и Радомир. На 84 годишна возраст почина Симеон Костадиновски. Останаа да жалат сопругата Грозданка со ќерките Винета и Жаклина со фамилиите. Денови изненадно на 77 годишна возраст почина еден активен член на Црквата Света Богородица Трепко Марковски од село Чалопек. Отиде на одмор во Македонија и во хотелот во Тетово го пронајдоа починат. Останаа да жалат децата Роберт и Росе со своите фамилии, а на тој свет ќе го пречека сопругата Милица. Бог да ги прости и вечна и памја горе спомнатите новопочинати чеда. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.